Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. Повеќе од 5000 граѓани лани добиле пример на бесплатна правна помош, а стотици оствариле право на бесплатно судско застапување. Од Министерството за правда велат овој механизам е еден од најважните за обезбедување еднаков пристап до правдата, особено за граѓаните кои не можат сами да ги покријат трошоците. Токму овие теми се во фокусот на 10-тата Охридска летна школа за природно право. Обезбедивме право на секундарна правна помош на над стотици граѓани, тоа значи дека бесплатна застапување пред судовите, право кој што им обезбедено за секој еден и оној кој што финансиски не може да се обезбеди, да достигне да обезбеди правдата. Експертите сметаат дека системот може дополнително да се зајакне преку правните клиники на факултетите, кои покрај практичната настава за студентите можат да обезбедат и правна помош за граѓаните што немаат финансиски можности да ангажираат адвокат. Дел од таа помош се остварува преку адвокати, кај кои постои листа на адвокати кои даваат бесплатна правна помош. Значи, издвојувањето на такви средства на државно рамниште е исклучително скромно. Значи, тоа треба се зголеми, треба купната организација во бесплатната правна помош со јакнење на помошта што треба да доаѓа од други институции, не само адвокатите, туку и од граѓанскиот сектор, граѓански организации. Бесплатната правна помош која се спроведува со поддршка на австриската влада е мерка која ќе им овозможи на граѓаните со ниски приходи, жртвите на семејно насилство, лицата со попреченост и другите ранливи категории да добијат застапување пред суд без финансиски товар. Во координирана акцијска контрола спроведена вчера на водите на Охридското езеро, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во содејство со полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Запад и инспектори од капетанијата на пристаништа Охрид извршиле контрола на вкупно 63 пловни објекти. Како што информира Министерството за внатрешни работи, акцијата била реализирана согласно одредбите од Законот за внатрешна пловидба. При контролите кај 31 пловен објект и 31 лице биле констатирани вкупно 52 прекршоци. Меѓу евидентираните прекршоци се немање задолжителна опрема, управување со необележан и нерегистриран пловен објект, управување за времена забрана за пловидба, управување без одобрение за пловидба, превезување поголем број патници од дозволениот, неносење пловидбена дозвола, како и други прекршоци предвидени со Законот за внатрешна пловидба. При извршеното алкотестирање кај 9 лица било утврдено присуство на алкохол. Во рамки на контролите кај 5 лица кои вршеле изнајмување педалинки била констатирана нецелосна примена на безбедносните правила при нивно изнајмување. Од МВР информираат дека ваквите акцијски контроли ќе продолжат и во текот на летната сезона со цел доследно спроведување на законот и зголемување на безбедноста на Охридското езеро. Со звуците на изворниот белос, шаренилото на народните носи и ритмот на традиционалните ора, викендов во Охрид свечено започна 65-тото јубилејно издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри, една од најстарите и најзначајните културни манифестации во земјава и пошироко на Балканот. Во изминативе фестивалски денови, Охрид повторно стана центар на фолклорната уметност, обединувајќи музика, игра и култура во единствен празник на традицијата. Годинава, покрај домашните ансамбли и културно-уметнички друштва на фестивалската сцена, настапуваат учесници од Албанија, Бугарија и Хрватска, носејќи дел од своето богато културно наследство пред охридската публика. Преку песна, игра и раскошни народни носии, секој ансамбл ја раскажува собствената приказна, потврдувајќи дека фолклорото станува универзален јазик што ги поврзува народите. Овој фестивал не е само прослава на фолклорот, туку и празник на традицијата, уметноста и човечката поврзаност. Преку песната, играта и музиката
се градат мостови на пријателство, меѓусебно разбирање и почит меѓу народите. Токму затоа, културата е една од најсилните форми на дипломатија. Балканскиот фестивал низ годините израсна во препознатлив символ на Охрид, град каде духовноста, историјата и културата природно се спојуваат. Неговата вредност покрај зачувување на традицијата се гледа и во создавање на нови културни врски и пријателства. Овој јубилеј е доказ за континуитет, посветеност и искрена љубов кон традицијата. Тој е доказ дека она што е вистински вредно не избледнува со времето, туку се пренесува од генерација на генерација, добивајќи нови значења и нова енергија. Во трите фестивалски вечери настапија бројни домашни и странски ансамбли, а охридските сцени и Калдар Миленовиве живеат во духот на богатите фолклорни традиции од различни краишта. Затворањето на фестивалот е вечерва со настапот на Куд Дримкол од Вевчани и државниот ансамбл на Хрватска Ладо од Загреб. Општина Охрид ги известува граѓаните дека денеска започнуваат градежни работи за уредување на подпорните ѕидови во округот на основното училиште Христо Узунов, поради што паркингот во округот на училиштето треба да биде целосно ослободен од возила. Од општината апелираат до сопствениците кои се уште имаат паркирани возила на оваа локација во најкусможен рок да ги дислоцираат со цел да се овозможи непречено и безбедно одвивање на градежните активности. Надлежните упатуваат благодарност до граѓаните за разбирањето и соработката. Дизел горивото од ноќеска на полноќ ќе поскапи за 2,5 денари, а бензините за 1 денар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Моторен бензин Евросупер БС 95 ќе чини 85,5 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе чини 87,5 денари за литар, а дизел горивото ќе чини 82,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно поскапува за 2 денари и литар масло ќе чини 81,5 денари, а мазутот ќе чини 41,2 денари. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, дуваше умерен до засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура се искачи до 28 степени. Утре во Охрид сончево време со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 28 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 8 до максимални 36 степени. До четврток времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Потоа следува период на претежно стабилно време со пораст на дневната температура.